Но еве за почеток, пред да почнем официјално оваа наша манифестација, да се представи и официјално треба сепак. Значи, јас сум Ванчо Белчевски, професор по физика, дипломиран инженер по примената физика. Овде сме собрани денес да направиме еден интересен наслов, се надевам, нешто да видиме, да научиме, да прославиме на успешна година и во името на школото домаќин, која ова година еве сме ние со Јане Сандански, во името на директорите која е отсутна не е денеска во Струмица, па имам како мала чест да ја отварам ова мини конференција со мини забава. Забава пошто нешто интересно, нешто малку вака да се освежиме и да ја завршиме успешно како долико ова 2018 година. Нели, сој многу направили, многу награди, будем да имаме уште повеќе. Јас не би сакал многу да толкувам, Божам повеќе, едноставно сакам да почнеме со овој настан и го поканам колегата од Техничкото училиште, Никола Делевски, да почне со првата презентација, па да водиме вика со. Hvala kolega. Dobar dan na sите. Моето име е Никола Делевски, професор во Средното општинско училиште Никола Карја од Струмица. Вака со повеќето од вас учениците имаме малце контактирано на некој начин, дали на надпровер, дали приватно, дали нешто со проекти. Денес сум овде на ова наша мини едукативна и некако званично свечена седница да презентираме еден проект кој што е под Европската школска академија, односно директно под Европската унија, а тоа е Scientix проектот, за кој што Scientix проектот во Република Македонија, еден од амбасадорите сум и јас. Како амбасадор, и самото име кажува амбасадор, имаме да вршиме дисеминација за проектот, што се случува и како се случува и како функционира тој сам проект. Ќе биде добродојден проектот како за колегите, така и за вас учениците да се запознаете поубаво, бидејќи нудат можности за да имате шанси да одите да настапувате на проекти кои што се вклучени од Европската школска академија и директно од Европската унија. Јас ќе почнам мојата презентација со неколку основни податоци за тоа што е Scientix, како функционира Scientix и кои се можностите кои што ги дава. Проект финансиран од Европската комисија, директно од Школската академија Европска унија, која што нуди голем број на проекти, вклучување на тие проекти на ученици и на професори заедно со учениците. Единствени поволности кои што ги нуди е директно учество на тие проекти и школување во Европските унии, во Европската унија, во државата од Европската унија. До сега, вкупно 2017 година, овој проект е избран за најдобар училишен проект, поддржуван од Европската унија во Лондон и поделен е во три дела, значи како расте бенефитот од самите STEM науки, односно од природните науки, така расте и проектот Scientix. Ова 2018 завршува проектот Scientix такав како што е. Во 2019 веќе продолжува со нов концепт. Страната нивна ќе можете да ја посетите и да ја разгледате подетално како што е. Инаку Scientix проектот е поддржан до пролетта, кога беа регионалните надпревари, беше поддржан од 34 министерства на образование. Меѓутоа, заклучно со октомври месец веќе плюс 3 министерства на европски држави го поддржуваат овој проект, значи вкупно 37 министерства на образование кои што се вклучени во проектот и со тоа нудат можности за школување и работа на наши колеги и ученици директно во тие земји кои што се поддржувачи на Scientix проектот. Сликата што ја видовте е третата Scientix конференција на која што учество зема Scientix амбасадори од Република Македонија. Ќе видиме понатаму еден од тие посетители бев и јас. Што ни нуди Scientix, Европска училишна мрежа, односно European Schoolnet Academy, кој што може да биде мрежа од 37 министерства за образование, промовирање на употреба на ИКТ и дигитални технологии во училиштата, промовирање на европските вредности во училиштата, подобрување на квалитетот на образованието во Европа
и најважно уште 3 области на интерес кои што се занимава Scientix и Европската школска академија, а тоа е училиштните сервиси, истражување и иновации, размена на едукативни материјали. Ќе се задржиме за тоа што нуди Scientix како платформа, бидејќи цело време се работи онлайн, некако на мене повеќе ми одговара, бидејќи не мораме физички да бидеме присутни и цела работа што ја сработуваме онлайн, односно self-pacing, на вас кога ви одговара и вие кога можете. Единствено сте ограничени со дедлайн до кога треба да го сработите тоа. А дали вие ќе го завршите оваа недела или за 10 дена или за 2 недели, тоа останува на вашето слободно време кога го имате. На мене тоа ми одговараше поради промената на смените прва и втора смена, па разни други проекти и обврски и одговараше кога можеме ние тогаш. И кога ќе почнете да следите некој проект или некој семинар или вебинар, не мора да го следите целиот до крај. Денеска ќе следам само 10 минути, наредниот пат ќе следам 2 сати. Никогаш не ве ограничуваат со времето што треба да го следите проектот или вебинарот и семинарот што следува. Ако претходно имате испуштено некој дел од вебинарот, следува снимка од самиот семинар и проект, кој што можете подоцна да си го прослушате и самите да си го видите. Scientix како онлайн платформа и како проект нуди база на ресурси, ова е најинтересно. Зошто? Бидејќи таму се споделуваат сите наши проекти. Веќе има и од Република Македонија и околу 4862 проекти се веќе таму споделени. Интересно е што може да ги побарате дури на македонски да бидат преведени самите проекти. А со тоа добивате готови материјали кои што може понатаму да ги практикувате. Сега на месец на науката имаше колешки од средно образование, мислам дека беа хемија, биологија, освоја прво место со готови ресурси директно од Scientix. Материјалите се јавно достапни, ако сакате да бидат на македонски јазик преведени, потребно е само тројца да побарат преведување на тие материјали. Преведувањето во зависност од тоа колков е обемот на проектот, добивате од 2 недели до месец дена готов материјал преведен, кој што можете да го користите директно како во училницата, така и колегите, така и вие како ученици, за да може да настапите со некој проект, дали ќе биде презентација, дали ќе биде на некој надпревар. Проектите од STEM образованието се толку убаво разглобени што дури добивате наставни ливчиња, прашања, тековни активности, се што е потребно за да може еден проект да биде спроведен. Вебинарите може би за мене се уште поубаво, бидејќи ова го следам 3 години и многу работи се учат и пред се англискиот јазик јас го усовршив благодарение на овие вебинари. Имаше некои поеми навистина кои што иако јас како професор ги имам учено на факултет, меѓутоа нешто ми промахнало. И затоа со овие вебинари, бидејќи комуникацијата е со цел свет. Има толку активна комуникација со разни колеги од секаде, а единствен јазик за комуникација е англискиот јазик. Многу нови зборчиња и многу усовршување на јазикот, ако поготово се занимавате со STEM образованието, Science, Technology, Engineering и Maths, кои што ќе ви се најдат на секаде каде и дојдете. А бидејќи овде сме претежно ученици и колеги кои што се занимаваат со тоа, ќе биде многу интересно. Национални и европски работилници. Нови национални и европски работилници, Scientix, секогаш повикува колеги и заедно со ученици да учествуват нови работилници. Со тоа што претходно има повик за нешто вие да презентирате или да изработите и ако тие ви го одобрат тој проект, ве повикуваат да учествувате на работилница. Најубаво за нас што е, се е платено. Од тргнувањето од Скопје од аеродромот, пристигнувањето во Брисел, сместувањето тамо, исхраната, се, цел викенд е подмирен директно од училиштата школска академија на Европската унија и целиот тамо престој е покриен финансиски се. Единството го плаќате патот од местото каде што живеете до Скопје аеродром каде што треба да полетате за Брисел. До сега јас учествував на една годинава, на пролет, на 21-та работилница. На мое големо изненадување, веќе летоска бев повикан да учествувам и на 3-та Scientix конференција. Таму имаше учество буквално од цел свет, дури имаше и од Малдивите, и од Сейшелите, од преку океанот и од другата страна, од Кина, од Кореја, од Пакистан имаше колеги. Цел свет беше собран како колеги, да не правам мовет за презентери на Европската унија кои што се занимаваат директно со образованието, поготово со
STEM науките кои што сакат да дават многу пари. На големо изненадување беше организирана посета на Европскиот парламент и таму имаше поставено тубички, столпчиња и секој да гласа за што сака. Најмногу имаше образование. Значи сите од Европска унија најмногу сакат да вложуваат во образованието. Имаше обезбедување, односно безбедност на државите, имаше столпче за миграцијата, односно оние што доаѓаат од Сирија од другите земји. Тоа малце повеќе ги интересира. Во образованието имаше тродупло повеќе топчиња за инвестирање, односно парите да се вложуваат во образованието. Треба да се залагаме да работиме на повеќе проекти, ако работиме на повеќе проекти ќе доаѓаме до повеќе финанси кои што со тек на време се повеќе и повеќе ни се отворени. Конференциите за Scientix се одржуваат на 2 години, така да ова беше трета поред. На оваа Scientix конференција беа директно и министерот на Европска унија за образование што е и даде голема подршка дека овој проект мора да продолжи на било кој начин. Во најава е дека Scientix како платформа ќе има промени, меѓутоа не во голема мера, продолжува таму каде што беа, една од поедовните точки дека ќе продолжи да работи, ќе продолжи со финанси давање е тоа што пред месец дена јас како амбасадор, а се надевам и дека другите амбасадори добивме повратно писмо дека нашиот договор е продолжен со Scientix. Така да ние продолжуваме да работиме за нив, продолжуваме да работиме за Европската школска академија и за било кои прашања, за било кои контакти слободно можете мене како локален професор овде и застапник на Scientix директно да ме исконтактирате. Нема никаква поедовна точка дали сме од гимназијата, дали сме од Валандово, дали сме од Иловица, дали сме од Моноспитово или Радовиш или било каде. Бидејќи на претходниот повик имаше колешки од Радовиш од оделенска настава. Од оделенска настава кои што сакаат да учествуваат на проектите им помогнав. Од Богданци имаше колеги кои што сакаат да учествуваат од математика, им помогнав со проектите. Така да секое споделување е добродојдено, така ние ќе порастеме, а ќе порастете и вие како ученици со тоа што ќе знаете да споделувате материјали, како дигитално, така и усно меѓу себе, за да имате поголема комуникација. Базата на ресурси во Scientix, на крајот ќе ви го дадам линкот, можете да отворите, веќе некаде горе мисля дека се гледа. Планови на реализација за дадените активности, дидактички материјали, резултати од проекти, национални политики и документи за истражување. На вакви национални политики и документи и истражувања, јас лично бев повикан од Република Македонија да учествувам на моментално најновото истражување што е на национално и на европско ниво. Истражувањето е за употребата на ИКТ во наставата и за методологијата на употребата на разлите материјали во наставата во цела Европа, па заедно и во Република Македонија. Ние се најдовме таму некаде на 6-7 место од европските земји кои што го пополнувале тој прашалник. Не застануваме многу со нашата работа, меѓутоа немаме афирмации. И мислиме дека се што ќе го направиме не чини. И најмалата работа која што може да се примени на секаде. Најмалата работа која што може да се примени на секаде е најважна за нив. Бидејќи знаеме дека Европа функционира без граници. Не мора ние да измислиме нешто вау, меѓутоа само кај нас да биде применливо. Ние треба нешто да склопиме за да може да биде применливо како кај нас, така и во Молдавија, така и на Сейшелите, така и во Русија, на секаде. И тогаш тој проект најмногу го вреднуваат. После мене пролетта колешката освои награда, исто така учество на работилница, со проект за биораспаѓање. И проектот беше во земја со 3 дупки, пластика, стакло и органски материјал. За месец дена откупуваат, снимано тоа се, освои прво место. Си ја повикаа директно во Брисел да го презентира проектот со ученици од основно оделение и учениците заедно беа таму со колешката на сметка на Европска унија. Така да не мора да биде нешто, не знам што да измислиме, наједноставното нешто меѓутоа да биде применливо на секаде, за да може да биде искористено на секаде и од сите страни. За нашите колеги, како професионален развој признаен од нашето Министерство за образование,
посетата на вебинарите и семинарите и конференциите кои што се од Scientix, работилници, вебинари, база на ресурси, Moodle курсови, поготово заинтересирани за нашите колеги, презентации. До октомври месец немаше курс, ова Moodle курс за следење за професионална награда на наши колеги на македонски јазик. Сите беа на англиски јазик. Во октомври месец веќе имаме колешка од математика која има свој курс таму и на македонски јазик. Така да, секој кој што е заинтересиран, курсот може да го проследи и наједноставното нешто што е регистрацијата на Scientix порталот. За една имейл адреса преспетено дека треба да се отвори за околу 3 минути, а за Scientix да се отворите профил е 1 минутка. Со неколку полиња пополнување, времето за регистрација на профил на Scientix и користење на Scientix е сведено само на 1 минутка. Вебинарите кои што се одржуваат 2016-2019 година, веќе овде завршуваме, бидејќи 2019 е тука, завршија. Сите снимки ги имате директно на платформата и пак ќе кажам, Македонија има експанзија со Scientix и Европската школска академија, бидејќи во последниот вебинар и семинар од Европската школска академија беше вклучена колешка од Скопје, исто Scientix амбасадор, професорка по хемија, која што имаше своje излагање на овој семинар и дел од целиот семинар беше снимен кај неја во нејзината училница. И за секоја работа што се сработува, сите професори се наградувани, дали парично, дали финансиски, дали со некој друг проект кој што треба да го сработат, дали со нагледни средства. Така да Македонија како Scientix членка веќе расте понатаму и понатаму. Ова е за Scientix Moodle што ви го кажав. Најголем дел од курсовите рековме дека се на англиски јазик, меѓутоа еве до октомври месец веќе имаме и на македонски јазик. Се гледат сликите, се гледат. Ова е училница на иднината, која што е директно во Европската школска академија и дел од Scientix. Таму се одржуваат сите работилници кои што одат учениците заедно со професорите. Од 3D принтери до бежични роботи, до смарт табли кои што не се ни налик нешто на нашите смарт табли, туку ништо само се испишуваат се со тач со се, нема далеку со нашите смарт табли. Јас ќе ви покажам, ова се за профилите како најлесно може да ги отворите. Може на имейл адреса да ви стига како нюслетер, за да може да бидете информирани за се. И на Facebook Scientix за членување во групата, дури имаме и Scientix во Македонија, кој што може да искористите. На Twitter исто така, Scientix со мајмунчето напред и со хаштаг. Не се читат овде, меѓутоа овде се сите амбасадори од Република Македонија. И повторно целата приказна тргнува од Струмица, односно од нашата советничка по биологија, која што е по потегло од Колешино. Таа е првиот Scientix амбасадор во Македонија, па ги поведува сите Scientix амбасадори и Scientix како проект во Република Македонија и сега сме вкупно 21 во цела држава. Третата Scientix конференција на која што учествувавме, еве ги Scientix амбасадорите, кои што земавме учество. Јас на почеток колешки, колегата професор кој што годинава, еве сега пред месец дена беше награден како научник на годината од Финки, се занимава и таму последната колешка е всушност нашиот прв Scientix амбасадор, која што е по потекло од Колешино, професорка по биологија, сега во Бирото за развој на образование. Ова е веб страната на која што може да се зачлените и да ги проверите сите новости кои што се. Еве и мал дел само од сликите на која што работилница учествував и јас. 21-та од 13 до 15 април 2018 во училницата на иднината. Колешката е од Србија, позади ги гледате сите колеги. Не знам дали може да се сопре слайдот. Микробит програмиравме. Двете, сега за мене се девојки многу помлади од нас, на неполни 22 години, се колешки кои што работат во Европската вселенска станица и се занимаваат со развивање на ресурси, односно на извори кои што ќе бидат применливи во образованието. И понатаму проектот се развива во тоа што можат да го пренесат на Европската вселенска станица. Ако имате да извршите некој истражување,
тие го пуштат со ова микробитчето како програма, таму астронаутите го извршуваат проектот, мерења, важност, не знам што, притисок, не знам што, и после сите податоци ги враќаат повторно назад и вие имате како дел од учеството таму запишено во Вселенската станица дека сте биле астронаути на Вселенската станица. Така да треба да се следат сите повици. Работна е атмосферата секогаш кога ќе отидете во училницата на еднината со различни активности. Овде испитувавме кој материјал е најпогоден да се направи вселенското летало, од разни активности, од спроводливост со електрични струјни кола до запазување на кинетичка потенцијална енергија и се обезбедено од Европската вселенска станица која што беше. Слободно ви стојам на располагање, повторно ќе повторам Никола Делевски на Facebook, на Twitter, побарајте, споделуваме се, кој сака некакви информации за било што во врска со Scientix како Европска заедница за STEM науки, односно за природните науки, поготово за делот за образование. Ќе бидам добродојдено расположен за да може да споделуваме секои информации кои што ви се потребни за понатаму. Ви благодарам многу. Продолжуваме со второто предавање. Не. Срамоту ли да почне? Еве, нека биде роботот. Демонстрација една мала. Нитко ќе може ли само и уште ден. Значи еден да го Кодо, еден да покаже, еден да не ти со тоа да го не. Да го гледа тони и горе. Ќе го ключи. И додека се припрема екипата, едно мало презентирање на еден исто така проект. Тој е проектот ProBot, кој се одвива веќе една година во нашето училиште, кој е поврзан нешто слично на STEM образованието, тоа е математика, информатика и физика, каде што учиме да програмираме, применуваме математика, а мериме физика. Значи, едно од тоа е всушност што користиме Lego робот, како робот, иако вежбата може да се направи и со други електроники, како Arduino и така натаму, но битно е дека во исто време експериментираме физика, си повторуваме дел од математичкиот апарат, а учиме да програмираме. Програмирањето беше во Python и ова е нешто ново. Во однос на тоа всушност се активираат и овие две секции во училиштето, од која едната стои како клуб на млади научници Никола Тесла. Значи некаде информатика и физика како секции почнуваат да делуваат. Што се однесува експериментот што сакаме да го демонстрираме, тоа е всушност практична примена на вториот Њутонов закон, кој во основа е многу едноставен, М по А. Но кога ќе сакаме да решиме некоја практична задача, се со сложно, бидејќи треба да ги земеме сите сили во обзир, и кога сакаме да решиме некој особено движење по наведена рамнина, имаме проблем. Делуваат најмалку 4 сили, под различни правци, различни агли и така натаму. Но, она што се пријавува многу често како прашање во многу тестови, е прашањето што ја движи колата, дали моторот или нешто друго. Она што го движи всушност возилото, а се движиме и ние самите, тоа е силата на триење, која е неминовен дел од објаснувањето на практичната примера на вториот Њутонов закон. Едно од најсложените задачи, да речеме наводно, во наводници, тоа е кога имаме наведена рамнина.
И силата на триење е поврзана со еден коефициент на триење, кој за жал во сегашните учебници не се спомнува всушност дека е поделен на два дела. Коефициент, статички коефициент на триење, тоа е силата на триење се до моментот додека не почне да се движи телото, и оној кинематички коефициент од кога ќе почне да се движи телото. Статичкиот коефициент секој пат е поголем за разлика од кинематичкиот коефициент. И она што ние го направивме со работот, сега ќе ни го демонстрираат, е всушност да го определиме коефициентот на триење и моментот кога настанува преобразба од статички во кинематички коефициент на триење. Во тој момент рампата која почнува од нулта позиција, од хоризонтална положба, се крева, се до моментот додека телото не почне да се движи. Кога ќе помине покрај сензорот, престанува да се движи рампата, да се крева, значи, телото движи, паѓа на еден друг сензор и престанува да го мери времето. Значи имаме користење неколку сензори, од сензор за светлина, сензор за тач, жиросензор кој ни го мери аголот, односно дали се наоѓаме во некоја хоризонтална или вертикална положба, а сите сензори во основа ги користат физичките појави. Јас не би сакал повеќе да доложам, бидејќи не сме припремали некоја специјална презентација по формули, демонстрации, но она што сакавме да го презентираме, тоа е всушност како функционира роботот. Како интересно нешто што може во иднина да најде исто така голема примена, а и да биде интересно да работиме физика. Може, Митко ти да го гледат. Чекай само. Може, ако сакате. Кодот може да ни го објаснат овие што всушност си го пишуваа кодот. Значи, едно нешто што гледам во последните години е дека се повеќе и повеќе се пишува неструктуриран код и лош код, брз код, што е брз за пишување, но тежок за калкулации и компјутирање врз него. И сакам само да ви покажам дека кодот може би изгледа долго ова да се напише за еден час. Сигурно изгледа премногу за еден ученик да го напише тоа за еден час, но сакам да докажам дека ако имаме нешто напишано убаво, може лесно да го структурираме и лесно да се снајдеме меѓу него. Уште имам коментари тука насекаде. Имам, например, функции Calibrate Ramp, која калибрира рампата на нулто ниво, функција за калибрација на сензорот, функција за целиот експеримент. Ова е функција за целиот, ова е само за циклусот меѓу калибрацијата и експериментот. Се е структурирано многу убаво за подоцна да може лесно да ги најдеме, да најдеме дека може би имаме грешка или да смениме нешто овде, например, ова се најважните физички калкулации што се случуваат, може да погледнеме дека тангенс од некој агол тука. Ова се само принт команди за испечатување на некои параметри во real time, во како се вика, при работа, Ако сакаме, значи, едно нешто што сакам сите да го запомниле, дека јас програмирам од мојата 9-та година, електроничар, може би да кажем уште од 6-та година се занимавам со електроника, но ги гледам лошите навики на денешното општество и денес имаме обратното, не се планира, се греше, после се импровизира, за да се најде време и да се повтори нешто, да се
успее, нели, со експериментот, а ако го планираме се од почеток како што треба, нели, како што е, со сите инженерски принципи, тогава ќе може да направиме некој вистински проект, не некој проект што е направен само како да се помине ред. Значи, ова кодот нема да ви го објаснувам се, најважно само да го погледнеме, овие се овде калкулациите, нели, равенките кои овозможуваат да се пресмета разликата на времето или времето за кое паѓа објектот од првиот до вториот сензор. Сега само ќе го покажам тоа на бидејќи кодот нема да не интересира или ќе не интересира само да ги видиме прво параметрите. Еднаш да го направиме со параметрите. Това тука го видиме. Значи ова е скриптото на Python. Ово може да погледнем дека проверува дали роботот, сакам ние да провериме дали роботот е на рамна површина за калибрацијата на гиросензорот да може да биде извршена. Ако сега го калибрираме вториот, овој првиот сензор кој го детектира објектот кога ќе премине од статичко кон динамично нели, движење, триење. Супер. И сега да го започнеме само експериментот, може да ги видиме некои од параметрите горе во real time. Еве некој од го пресмета ова и статичкиот и кинетичкиот коефициент. Веднаш го пресметам и ни каже дека на 32 степени АВО објектот почна да се движи. Сега ако имаме мали, нели, грешки, тоа се случува при секое мерење и не може да ние да бидеме 100% сигурни. Потисти АВО, сличен коефициент. Практично на експериментот ги поврзува математика, информатика и физика, интегрира, дава доста можности за експериментирање, бидејќи може не користиме картон, тука малку. Тоа може да користиме алуминиум, некои полесни, бидејќи ова не може да ги дига потешките подлоги, но собинови на подлогите или телата, обликот на телата, ние имавме текче, обично текче од 100 грама, го користиме како анализа, значи со промена на различни предмети, различни подлоги може да искористиме дека коефициентите на трение се различни, дека навистина зависат од материјалите што се користат. Тоа е едната работа, но она што беше најбитно во ова, дека оваа програма дава всушност да го пресмета и статичкиот коефициент и кинематичкиот коефициент на трение. Кинематичкиот коефициент на трение секој пат е за нијанса помал од статичкиот коефициент на трение. Јас не би целта беше повеќе да демонстрираме, да видиме и ова, ако се согласува колегата, ова е еден дел од STEM образованието, че сам конкретно може да се примени. Да. А од друга страна покажува и за децата и за нас дека всушност може да биде многу поинтересно наставата ако успееме да направиме системно интегрирано образование, ама во права смисла. И да направиме тоа. Јас не би должил повеќе. Мојот дел еве со овој експеримент би го поканил колегата Стојан Манолев од Баландовското училиште, гимназијата од Баландово. Со неговата презентација, неговиот експеримент, па да видиме што ќе ни покаже. Безвратно се
Овој проект е много достъпен за образованието и нещо што ни недостасува нашето образование, кога го учиме конкретно за коефициентот на трение, дека ние само го земаме од табели, значи го преминуваме, а не го мериме. Со овој проект можеме да го измериме и да научиме многу повеќе за физиката. Исто така, сите кодови што ги пишуваме за проектите од Лего, роботот, може да ги најдеме на интернет и да ги разгледаме и да научиме нешто повеќе. Ви благодарам. Јас сум Стојан Манолев, професор по физика, магистриран на методика настава по физика, председател на регионално сдружение на физичари Струмица и значи еден од иницијаторите за ова едукативна конференција по физика. Целта ни е најнапредните ученици, физичари да слушнат за некои иновации во наставата по физика и едноставно да го прославиме овој успех на наши олимпијади на ученици што учествувале во светот. Неофицијалното наслов на моето предавање е од Струмица до Габороне, Ботсвана, бидејќи наши ученици има значи стапнена и таа почва, промовирајќи наша македонска наука. А официјалното предавање експерименталните и нумеричките задачи од меѓународните олимпијади како ефикасни едукативни ресурси во наставата по физика во средното образование. Јас сум од Радово Струмичко, но живеам во Валандово и мора да се повалиш место кај што сега живееш. И еве што е најинтересно таму, калинката, богатство, дел од природата, јапонски јаболка, грозе, смокви. А тоа сум јас во 79-80 година седев нова столче тука, како матурант на гимназијата, а тука беше професорот Кирил Чаушевски. И кај сум професорката, класна ръководителка Живка Ристовска, професорка по македонски јазик. Значи, првиот мерак за физиката го стекнав тука. Живеев непосредно зад училишната зграда на Сандо Масев. Овие фудбалски терена секојдневно се сокршувавме играјќи, а и помалку читајќи. Тоа сум јас во помлади години, негде 90-те години на минатиот век, заедно со професорот Кирил Чаушевски. И мора да го кажам тоа нешто. Јас тука седев, ова прозорче стално беше отворено. Доаѓа еден ден, тука седнува риквец, цурик се враќа назад. Само јас ја гледам ситуацијата. Тука беше отворено. Секој столче има тука една дупичка, преко ноќта врна во дожд, полна со вода. Човекот седел, цела га се да мокре, цурик, и само вика, ќути. И тоа е едно од сеќавањата. Да, оттаму се излегуваше, после некој време дојде со нови панталони до терен, никој не забележа, и еве како тајна сега ја кажувам дори. Значи, зошто ова презентација, ученици? Зошто ова излагање? Значи, има на повеќе јазици, многу причини. Мојата единствена причина, еве, со која, да речеме, се трудам експерименталната наука да дојде на сцена, тоа веќе колегите пред мене го кажа, се резултатите од испитувањето на учениците PISA 2015 година. Еден аларм, отсутност од практични знаења и вештини кај учениците или примена на теоријските знаења за решавање на практични проблеми во настава по физика. Тоа е алармот што целата држава го знае, сите го знаат. Никој ништо не прави. А никој ништо не прави. Боја мали места веќе почнуваме да правиме нешто. И еве, ја првата
првите најдобри во светот за решавање на технички проблеми. Физика, математика. Значи, а еве кај сме ние. Четврти. Комшиини се Доминиканска република, Алжир, Косово и така, де-факто и де-юре не е комшија. Киро, ние сме тие, Тунис, Либан, четврти. Тоа е катастрофално за нас. Тоа значи, станува збор за некоја нација неписмена, а каква ти е нацијата, какво ти е знаењето на една држава, таква ќе биде и напредна државата. Еве нашиот напредок, колку зборува, е просечна плата на еден професор во образованието. Значи, тоа е една јака провокација, за да идните, другите, вака по нашто доаѓаат, дадат внимание на тоа практичното. Значи, што е проблемот? Несоодветни наставни програми, основно, средно, високо образование, финансирање на образованието, плати, наградни средства, сите тука се вртат. А јас за она второто акцент го давам. Недостаток од идеи, пристапи, интересни примери, поврзани со теорија и нивно поставување на одредени делови од наставниот час или часовите за слободни во наставни активности. Најлесното за професор во Македонија е табла и креда, чао џаци, чао школо, никад нисам ни ве водил. Значи, тоа е наједноставното. Ќе си дојдете на час, може би следниот ќе му раскажете што е коефициент на триење, како гласи вториот нуклеон закон и слично, а добивате одлична оценка, фактички вие поема немате. Од тие причини сум застапник, значи, за уведување на експериментот во наставата и експерименталните задачи на сцена. Значи, во 2011 година бев председател на Друштво на физичари на Република Македонија. Имав можност да ја купам практичната експериментална задача, дадена на Банкок, Тајланд. На чири историјата меѓународна олимпијада. Таму има и други задачи, нумерички, но е практична задача и за неја денес ќе ви зборувам. Значи, како ресурс, колегата Делевски спомна веб страни, како можни ресурси, еве ги на оваа веб страна, значи од 2010 и поназад години, дури 67 кога сум бил прво деление, ги има сите задачи. Нумерички, експериментални, со сите дадени решенија, со сите електронски шеми. Така, значи тоа е одличен ресурс, не само за професорите, за сите ученици што сакаат да напредуваат во струката, имат едноставно можност да научат многу повеќе. Еве, јас го земам експерименталниот проблем број 1 од таа задача, гледате, може да го даунлодирате. И задачата гласи вака. Значи, електрична црна кутија, поместување на капацитивен сензор. Еве, тука е задачата пред мене. Значи, ова е таа црна кутија, што е со плава боја. И дури и ова е како зацрнато, затворено, но јас сум магист, нели, цел тоа го расклопвам да видам што чудо е. Еве како изгледа реалната шема. Значи, во ова плавата кутија се наоѓа еден осцилатор, а ова што е како black box, тоа е тоа делче тука, во која се вели дека има кондензатор, ама не му се знае каква е формата на плочите. Целата на задачата е да, мерејќи фреквенцијата, периодот, во зависност од поместување на двете паралелни плочи, да се открие каква е формата на плочите. Тоа нешто, ако се детектира, ако се знае, че преку графички записи, ученикот солидно ги разбира законите по таа област. Еве какви можни форми може да имат плочите, изолирани меѓу себе. Ова се практични податоци од мерење, јас сум ги мерил тие, еве како изгледа и еве како изгледа графикот. Значи имате на вертикална оска капацитет во пикофаради, на хоризонтална оска растојание меѓу плочите и друга опција
фреквенция во зависност од разстојание меѓу плочите, значи во зависност од графикот да дојде до информација каква е формата на плочите. Значи имате кондензатор. За кондензаторот е пред 250 години ја откриен од Пиетер ван Мушенброк и испратил писмо до Париската академија во која наведува дека врши експерименти со електрицитет. Тоа е овој кондензатор. Че гледате, метална, алуминиумска цилиндър, изолатор. Сите професори ви учат система 2 проводника меѓусебно изолирани, се вика кондензатор. Интересно има со тој кондензатор, значи, тоа ако ви го кажа само на час, ако не видите, ако не испробвате нешто, часот мислам ќе биде празен. Бенджамин Франклин, што го измислил громобранот, си играл со кондензатор во тепање на чурки. Значи, помеѓу двете електроди излегува јака искра, а наместува примамлива храна и овде чурките, мисирките, кога ќе дојдат, се изложени на струен удар, така ги убива, арнам еднаш и самиот се онесвестен. Значи, експериментирајќи со околу некоја тегла пола литар во лумен, се онесвестил. Во таа смисла, гледате, тук имате еден тип што се онесвестил, ама не со експеримент од кондензатор, со пиење на пиво од пола литра. На сликата го гледате и американскиот председател и тој нешто демонстрира и во едно списание најде дека милувал мисирки, јас мисля дека и тој ги повторува експериментот на Бенджамин Франклин. Одиме понатаму. Значи, сватија физиката чисто како едно секојдневие, бидејќи физис на грчки значи природа, се што не обкружува, и во тој контекст и експериментите на Бенджамин Франклин се дел од физиката. Во ова кутија тука имаме извор, се вика релаксационен осцилатор, извор на синусоидални напони. Че може да видите шемата. Јас тоа и го отворив, а мене по пат да не се разтури, а сепак се сокина. Значи, го залепив и ќе видите ништо едно интегрално колце и тоа секој ученик од Македонија може да го направи. Значи, еве, Ников од 9 години се занимава со програмирање, не знам колку со електроника, тоа е шала. Тоа е едноставно. Значи, секој деветоделенец со нормално завршено образование може да го направи. Гледате, го дават на меѓународна олимпијада, типот на интегралното коло е даден. На самата олимпијада се користи ваков мултиметр со фреквенција. И сега, кој е моето нешто што сакам да ви го понудам? Значи, овој ресурс јас го користам и правам видоизмена на самите предавања. Наместо фреквенцметар, јас користам еден дигитален осцилоскоп, што има многу мала вредност на кинескиот пазар, негде 15 евро. Со осцилоскопот, што може да направиме? Значи, можеме да ги направиме осцилациите видливи. Тоа што на самата задача се прави преку табеларен приказ, овде може директно да го видите. И тоа е една голема предност. Значи, клемите од буквално мултиметарот ги заминувате со клемите од осцилоскопот. Се гледа и мислам дека ќе успееме овде практично да го покажам. Тоа се снимки од ова. Гледате веќе синусоидите, може да видите и празнење на ваки кондензатор кој ќе го оставиме. Сега, значи, кој ефект го гледаме тука? Визуелен ефект. Вие гледате некоја осцилација. На часовите ви се кажува дека има синусоидален облик, правоаглен облик и слично нешто. Вие веќе
со мала измена на вежбата правите ефект. Значи гледате, освен што слушате и гледате. Друго нешто, сега ако паралелно на ова поврзете и некои слушалки, јас користам пиезо слушалки со пиезоелектрицет. Значи многу мали сигнали доволни се да ги побудат. И ако фреквенцията е во чујното подраче од 20 Hz до 20.000 Hz, вие веќе имате, значи, гледање, слушање, пишување. 3 елементи влегуваат во вашата глава. И сакали или не, нешто ќе ве заинтригира, нешто ќе ве заинтересира да се зафатите со ова активност. Еве го, тоа нешто како се изведува на овие точки, значи може да ги слушате едноставно, да ги пробувате и да ги гледате. Дури сега, мојата видоизмена на оваа експериментална вежба, со овој кондензатор, што представува црна кутија, јас поврзвам лагенска чаша и со промена на прекратеност на плочите меѓу цилиндрите, можам да ја менувам фреквенцијата. Значи, те еднакво 2π корен од ЛЦ, една формула. Сега го менуваме, веќе се менува периодот на осцилацијата, се менува фреквенцијата. Што е, мислам, многу, како да кажем, елегантен привод, а истовремено и учите сврзување на кондензатори. Паралелно сврзување на кондензатори. Значи, ако на постојниот кондензатор паралелно вклучите друг, се зголема капацитетот и имате промена на фреквенцијата, што очигледно го слушате преку сетилот за слух. И пак се враќаме. Гледате сега, ако ваков привод имаме во наставата, а гледате на што не оценуваат на ПИСА. Ова е задача од ПИСА 2015 година, на која нашите ученици се на 4-то место од долу нагоре. Значи, првото што се забележува е обработка на податоци. Табели, врска помеѓу некои величини. Ако вакви делови се внесуват во наставата, практично да измерат учениците, ние би биле на прво место не оддолу, на врвот. А тоа е така, бидејќи најголем дел од часовите се заменуваат со табла и креда. Гледате, едноставни се. Намерно ги дадов табелите од мерењата фреквенција, растојание, понатаму капацитет, за да направите разлика, гледате што ни мерат. И нашите ученици покажуваат најниски знаења. А тоа е резултат на лошиот привод во наставата. Учебниците ни се добри, ама со празни експериментални нагледни средства во лабораториите и се ништо. Ова се сеќавам јас, кога бев ученик, беше најопремениот кабинет по физика во Македонија. И тоа беше мотив ние сите да се запишеме. Сега никој не инвестира. Не сме го достигнале развојот на Источна Германија во 70-те години. Се разбираме. Сега почнуваат нови ветришта да дуват, но секако спонзори, како да не може да мислиме самите, еве една друга задача. Таа е 17 јули 2014 експериментална задача. Гледате колку едноставно нешто треба. Значи имате волтметар, потенциометар и фотодиода. Значи, 3 нешта, а учениците табеларни прикази, графички прикази, стануваат експерти. И можат едноставно овие делови што се инкорпорирани во современа техника, нови камери, телевизори и слично, ги учат, ги проучват и не е баук. Регионалното сдружение на физичари, заедно со Софијскиот клон на физичари, од далечната пред 4 години, 2014 година, се започна со таков еден привод на учениците да им внесе дух на надпреварување, ама практичен дух. Не теориски, не со решавање на задачи. И еве, да рече, во Гевгелија започна тоа нешто. Тука е 4-та поред вежба. Заслужни за ова нешто е Васил Јорданов и Тодор Мишонов, професор на
Софийският университет. Втората експериментална задача в София, трета в Куманово, четвърта, петата и последната шеста в София. След това изроди, той наш аматерски труд, веќе шестата експериментална задача по физика да биде дел от стен задачите на Бугарија. Што значи, тие напори наши не се залудни. Со Никола Карев Струница, ментор Делевски, златен медал во Куманово на третата олимпиада. Мими Филова съм оставил един сертификат за втора награда. Едноставно има успеси. Значи, тук ќе изпълнам, се извинам, школата на млади физичари в организация на Друштвото на физичари на Македония. Нашите ученици от Валандо за ред имат първа награда, има Ван де Графов генератор, не от скапи постройки, които ще ги носят някои училища, купени от лаборатории, тук от линейки на Кока-кола или пиво, а успешно функционира. Кристиан Гицев. Тук е дел от фотографиите на първата олимпиада в Гевгелия. Тук имаме ученик от основното училище Йосип Брос Тито, Занов Иван, що в един експеримент, компютеризиран експеримент в наставата по физика. Имахме исто там роботска рака, програмирана, освоиме втора награда. Тук мора да ги спомням и едно друго надпреварување уреди за кабинетот по физика на Софийскиот университет. Учениците Павлинка Гошева от Воландо и Дария Додлойкова първи места. Тук е Димитър Джордев, бронзен медал на 15-та международна юниорска олимпиада по природни науки Габороне, Ботсвана. И той е после един златен медал от, как се викаше ученик от пред 30 твоите години. От Яне Сандански, Караманов. Сега имаме бронзен медал от тая гимназия в Ботсвана. Значи, едноставно, експерименталните задачи по физика носят някой успех. Значи, аз би сакала како наставник учениците да видят тие, што ќе бараат од наставниците, сето тоа што на некој начин теориски се демонстрира, да се прикаже и практично. Толку јас би имал. Може ова само една минутка да го слушнете гласот. Дали ќе профункционира? Мислам дека ќе функционира. Видите дека се кинете од транспортот. Слушате, нали? Да, можете и исто нещо, исто осцилации да ги видим и на осцилоскоп. Аз секивам в училището овде имаше катодни осцилоскопи масивни и това не беше първата момент. Може да се забележат овие осцилациите тук што се. Да. Да, сите ви. Добре. Малко за анимация. Да?
Все кога минимално. Пак и цели експериментари. Какво не това? Значи, оно што го учите теориски, буквално го добивате преко еден миниатурен осцилоскоп, преко едни пиезоелектрични слушалки, ги има во много детски играчки, не може да финансирате. И делот фреквенција, да речеме, може да ја промениме и со паралелна връзка со друг кондензатор. Сега, ако има добри контакти, би трябвало човек и себе да изменува. Тук нямам добър контакт, но се засили интензитетът. Да. Я мислим доста слово вече. И аз ви благодарам на вниманието. Охрабрувам, значи да участвувате на такви надпревари, буквално да ги малтретирате от наводници, да барате помощ от вашите професори, за да се носиме со трендовите за развой економски на обществото, мора да јакнат фундаменталните науки. Една от тия науки е физиката. Добро. Сега може, имаме неколко минутно видео, изгледаме развојот на експерименталните олимпиади со искази на ученици, на организатори и на крајот следува овој завршен чин, доделување на признанија. Стојанов Трајче, гледам в тандем со Трајче, значи со тој Ван де Граф генератор, значи еден скромен поклон за мотивација за едни успеси. Трајче се спитам. И понатаму имаме Елена Гребенакова. Второ место на надпревар от урedi во кабинетот по физика, конкретизиран експеримент в Софија, јуни 2018 година. Имаме ученик от основното училище Јосип Броз Тито во Ландово и со една комбинација на роботска рака програмирахме и освоивме второ место. Одиме понатаму. Сега от тука. Значи, нещо, ако сме сгрешили на овие признанията, може да се поправим, имаме доста. Антоний Стојменов, основно училище Владо Кангарджиев, Гергелија. Второ место, експериментална физическа олимпиада, София, 8 до 10 по категорија С. Така ли беше? С категорија. Антоний, честитам. Ние вака сега символично вторите места ги наградуваме со сребрен метал, па нека е вака честито и да ги мотивираш и твоите другарчиња. Земи го овој поклон. Кај вас медалите имаме малку по-големи поклони. Имате... Чувствуете до мраз. Да, што да мраз. Това се некои спонзорства од наши пријатели што подржуваат физиката во регионот. Добро? Одме понатаму. Понатаму вика Симона Златанова. Златанова Симона. Значи... Категорија М или Л? М. Значи, што е интересно? Категориите на експерименталната олимпиада по физика ги одредуваме според големината на броевите на кошулите. S, M, L, XL
и професорите XLL. Значи, освоено трето место на експерименталната 6-та поред Олимпиада, нека ти е честито, едно признание за промоция на науката, скромни поклони от нашите спонсори и третото место ние го третираме како бронза, нека биде мотив за вашите вака другарки, другарчиња. А още еднаш. Биляна Витанова. Не, ой, Трайков. Димитър. Димитър Трайков. Категория М. Категория М, трето место за Трайков Димитър. Димитър, честито. По-голям финишър от мене. Огромен поклон и една бронза како одлика на твоят ангажмент. Честитки ще еднаш. Она е тука. Коя не е тука? Биляна Витанова не е овде. Добро, значи Биляна Витанова има трето место или бронза. Оде по-натаму. По-натаму Решков Иван. Тука ли е Решков? Тука е Решков. Категория. Айде Решков. Категория Ел. Вичев. Трето место за Решков Иван, категория L. Честитки. И една скромна символика за бронза и успех. Тамара Томова. Категория М. Второ место. Значи, второ место за Тамара Томова от моята община Василово, така от Бориево. Това е посебно признание и радостен, е честито. Скромен поклон. И еве една символика за сребро да ги мотивираш вака вашите другарки и до година злато, нали? Второ место. Одем по-натам. Година вика со прво место ова година и трето место минатата година Ников Митко. За освоено първо место е по 5 лани от 8 до 10 декември в България. Тук ти пише е по 6 златото и бронзен медал по природни науки, отдържани в Ботсвана 2018 година. Стварно от все сърце ти честитам за успехот. Да. Професор по физика за промоция на физиката в региона от Република Македония и Ширин. Благодаря. За Гусев Джока, професор по физика и промотор на моята община. Георгий Дончевски. Да. Да, това са твои, да. И на Белчевски Ванчо. А изповременно, като представник на училището, доделуваме признание и на Средното общинско училище Яне Сандански Струмица во организаторски активности за промоция на физиката во регионът Република Македония и широм свет. И аз нещо читам, сам ти се напиша, мисля. И... Како најстар Да, най-возрастен. семејто треба да одам во пензија, ви посакувам голем. Зара неделя, Първо, друга струка да следи. Да. да ви помогате. На друго место.